Здраво, дечки и девојки, се надевам дека сте тука, се надевам дека сте добро и се надевам дека убаво ви влие до сегашното читање на Е баш сме заболе. Дојдовме до предпоследната глава, наречена важноста на кажувањето не. Иако во овој момент не баш изгледа сум го сватила тој момент, ајде заеднички ќе видиме за што се работи. Не знам кога ќе го слушате ова поглавје, но знам дека периодот низ кој што сега поминуваме, карантинот поради корона-19, е нешто што сум сигурна дека на секој од вас ви се чини како најстрашното можно нешто, затоа што го доживувате во моментов, но јас ви гарантирам дека во животот има многу полоши ситуации, ама и тие не се така лоши и дека ќе ги надминете. Јас ги надминав, оваа книга ми помогна и затоа кога деновиве и немате многу што да правите освен да седите дома и да поминувате време со семејството, со партнерот, со родителите, се едно, кога сите ќе заспијат, а вас се уште ве мачат мислите, само пуштате си го YouTube каналот и слушате оваа книга. Ајде да почнеме со 8-то поглавје, предпоследно од оваа книга. Важноста на кажувањето не. Во 2009 година собрав се што поседував, многу од нештата продадов, а другите ги складирав, го напуштив мојот стан и отпатував во Латинска Америка. До овој миг мојот мал блог за делење совети поврзани со љубовниот живот веќе стана мощно посетуван и јас всушност успеав да заработам нешто скромно со продавање на PDF копии од книги и брошури преку интернет. Планирав да поминам голем дел од следните неколку години живеејќи во странство, искусувајќи нови култури и искористувајќи го тоа што за живот во некоја од земјите во развој во Азија или во Латинска Америка ти се потребни помалку средства за живот, а имајќи на ум да ја проширам почнатата работа преку интернет. Тоа беше мојот дигитален номадски сон и тогаш тоа за мене, како 25 годишен трагач по авантури, беше токму она што го посакував од животот. Но, колку и овој мој план да звучеше секси и херојски, не беа сите вредности што ме водеа кон овој номадски начин на живот од оние најздравите. Нема сомнение дека за тоа бев потикнати од известни вредности достојни за почит, жетта да се види светот, љубопитноста да се запознаат различни народи и култури и онаа потрага по авантури како во добрите стари времиња. Но под површината на сето друго, таму имаше една бледа доза на срам. Тогаш, во тој период, едва и да бев свесен дека е така, но ако тогаш бев целосно искрен со себе си, ќе си признаев дека таму некаде потајно се прикрива една особено сомнителна и зафркната вредност. Не можев да ја видам, но во моментите на тишина, кога бев целосно искрен самиот со себе, можев да ја почувствувам. Заедно со чувството на овластеност што ги обележа моите рани 20 години, вистинските травматски гомненици од мојот тинејџерски период ме има оставено во еден вистински врзоп од неразрешени прашања поврзани со прифаќањето на обврските и должностите во животот. Последните неколку години ги минав во прекумерно компензирање за чувството на неприпадност и отпадништво и за социјалната анксиозност што ми ги одбележаа тинејџерските години, а како резултат на тоа развив чувство дека можам да остварам контакт со кого и да посакам, да се спријателам со кого и да посакам, да се влюбам во кого и да посакам, да имам секс со кого и да посакам, па од тука зошто би се врзувал за една единствена личност, па дури и за само една општествена група, еден град или една земја или една култура. Кога веќе можам да искусам се еднакво, тогаш би требало сето тоа и да го искусам еднакво, така? Вооружен со ова грандиозно чувство на поврзаност со светот, шетав ваму таму по земјите во светов и ги преминував океаните како во некаква глобална игра куцкамен што траеше повеќе од 5 години. Посетив 55 земји, создадов десетици пријателства и се најдов во прегратките на незавиден број љубовници, при што сите беа брзо заменувани со други,
а многу од нив и заборавени веќе до следниот лет, до следната земја. Тоа беше еден чуден живот, исполнет со фантастични искуства, што освен што ги надминуваа сите предпоставени хоризонти, ги надминуваа и површните состојби на лесна опиеност, чија цел беше да ја затапат болката скриена во суштината на моето битие. Сето тоа тогаш ми изгледаше и многу длабоко и во исто време целосно беззначајно, и тоа се уште е така. Некои од најважните лекции што ги имам научено во животот, како и некои од пресудните моменти за формирањето на мојот карактер, се случија токму во текот на овој период, кога ги газев белосветските патишта. Но тогаш ми се случија и некои од најголемите и најзначајни периоди на губење време и енергија. Сега живеам во Њујорк. Имам и куќа, мебел, сметка за струја и сопруга. Ништо од ова не е ниту особено гламурозно, ниту возбудливо. И ми се допаѓа што тоа е така. Затоа што по сите овие возбудливи години, најголемата лекција што ја научив од моите авантури беше следнава. Апсолутната слобода самата по себе не значи ништо. Слободата ја дава можноста за создавање и или сознавање некакво поголемо значење. Но согледано самостојно, како таква, во неа може и да нема ништо суштинско. Во една крајна линија, единствениот начин за постигнување на известно значење и чувство на важност во животот е преку отфрлање на алтернативите, преку своевидно стеснување на слободата, со правење избор за обврзување кон едно место, едно верување или подголтнување една личност. Јас до ова сознание дојдов бавно и постепено во текот на годините минати во патување. Како што е случај со повеќето прекумерни и претерани нешта во животот, најпрвен можеш да ги направиш, а дури потоа да сватиш дека не те прават среќен. Ова во мојот случај се покажа како такво во врска со патувањата. Имено, како патував низ 53-та, низ 54-та, низ 55-та земја, така почна се повеќе да ми станува јасно дека иако сите искуства што ги доживеав беа возбудливи и интересни, само мал број од нив за мене имаа некакво вистинско трајно значење. И додека моите пријатели дома се мажеа и се женеа, купуваа куќи и си ги посветуваа времето и ангажманите во интересни компании или на политички цели, јас продолжував да лебдам од една состојба на лесна опиеност и замајаност до друга. Во 2011 година отпатував во Санкт Петербург, Русија. Храната беше ужас, времето уште повеќе, снег во мај, сместувањето катастрофа. Не чинеше ама баш ништо. А се беше прескапо. Луѓето беа груби и некултурни и не мирисаа баш најубаво. Никој не се смееше и сите пиеа премногу. Но и покрај се, јас уживав таму. И ова ми е едно од најомилените патувања. Руската култура се карактеризира со еден вид грубост и непосредност, што општо земено, луѓето од западниот свет и не ги примаат баш најдобро. Таму нема ни трага од лажното лицемерство и од вербалните каламбури, од кои прелева непотребна учтивост. Не им се насмевнуваш на тугинците и не се преправаш дека ти се допаѓа нешто што не ти се допаѓа. Во Русија, ако нешто е глупаво, тогаш и кажуваш дека нештото е глупаво. Ако некој се однесува како кретен, тогаш му кажуваш дека се однесува како кретен. Ако пак некоја девојка на вистина ти се допаѓа и си поминуваш убаво со неа, тогаш и го кажуваш тоа дека ти се допаѓа и дека си поминуваш убаво со неа. И не е важно дали оваа личност ти е пријателка, дали воопшто не ја познаваш или е некоја што си ја запознал пред само 5 минути на улица. Првата недела сето ова правеше да се чувствувам навистина непријатно. Еднаш излегов на кафе со една русинка и по само 3 минути таа чудно ме погледна и ми рече дека она што сум го кажал било глупаво. А јас само што не се задавив од кафето. И во начинот на кој таа го кажа тоа, немаше ништо што би можело да укажува на конфликтност, на пркост или нешто слично. Тоа беше кажано како да се работи за некаков најобичен факт, например,
какво е времето денеска или пак кој број чевли носи. Но и покрај тоа јас бев шокиран. Конечно, на ваквата непосредност на Запад се гледа како на нешто крајно навредливо, особено кога доаѓа од некој што само што сте се сретнале. Но ова беше случај и со сите други со кои имав можност да комуницирам таму. Сите испаѓаа мощне, груби и некултурни цело време, а како резултат на тоа, мојот западнозаносен ум се чувствуваше како нападнат од сите страни. Така, разни несигурности, што се немаа пројавено со години, сега во најразлични ситуации почнуваат да испливуваат на површината. Но како неделите се нижеа една по друга, така јас се повеќе се навикнував на руската искреност, исто како што се навикнував и на полнокните залези на сонцето и на водката што се испиваше како ледена вода. И тогаш почнав сето тоа да го вреднувам и да го ценам заради она што тоа навистина беше. Чисто и природно изразување на мислите, чувствата и емоциите. Искреност во вистинска смисла на зборот. Комуникација без услови, без причини за нешто освен тоа, без крајни мотиви, без при тоа да треба нешто да се купи или продаде, без очени обиди за остварување допадливост. Некако по сите овие долгогодишни патувања, можеби во местата што беа најнеамерикански, јас прв пат искусив некаков посебен вкус на што е тоа слобода. Можноста да го кажам она што го мислам или чувствувам без страф од реперкусии. Тој вид ослободување, стекнуван преку прифаќање на одбивањето, за мене беше мощно чудно искуство. И како некој што бил лишуван од ваков вид директно и отворено изразување во текот на поголемиот дел од животот, најпрвен како резултат на емоционално потиснуваниот живот во рамките на семејството, а подоцна на внимателно конструираниот лажен израз на самоувереност, станав опиен од него како да се работи за најубавата водка што сум ја пробал во животот. Така, тој месец што го минав во Санкт Петербург, помина како во маглина, па кога му дојде крајот, не сакав да си заминам. Патувањата се фантастична алатка за развој на личноста, затоа што ги извлекува вредностите што во тебе ги всадила културата од која потекнуваш и ти покажува дека друго општество може да живее во целосно различни вредности, а сепак да функционира и луѓето во него да не се мразат меѓу себе. Ова изложеност на различни културни вредности и мерила потоа те принудува да го преиспиташ она што ти се чини очигледно во сопствениот живот и да ја земеш предвид можноста дека тоа всушност и не е најдобриот можен начин на кој може и треба да го живееш животот. Во овој случај, Русија ме натера да ја преиспитам лажната и лицемерна комуникација што е толку честа во англоцентристичката култура и да си го поставам прашањето дали токму тоа не е она што на некој начин не прави понесигурни во меѓусебните односи и полоши кога станува збор за интимата. Се сеќавам дека еден ден дискутиравме за оваа динамика со мојот професор по руски јазик и тој имаше една интересна теорија зошто е така. Живејќи во комунизам толку генерации, речиси без никакви или со мощна малку можности од економска природа и опковано од страна на една култура на страф, руското општество го увидело тоа дека највредната валута е довербата. А за да изградиш доверба, мора да си чесен. Тоа значи дека кога нештата не чинат, тоа треба да се каже сосем отворено и без извинување. Изразите на непријатна искреност од страна на луѓето биле наградувани од едноставна причина што тие биле неопходни за опстанок. Морало да се знае кому може да му се верува, а кому не, и тоа брзо. Додека пак слободниот западен свет продолжи тогаш со излагањето, мојот професор по руски јазик секогаш се карактеризирал со вистинско изобилство од економски можности. И тоа било изразено до толкава мера што станало многу поважно да се прикажеш себе си на извесен начин, дури и да е тоа лажно, отколку на вистина да бидеш онаков каков што се прикажуваш. Тогаш довербата ја загубила својата вистинска вредност. Тогаш
тоа како нештата изгледаат и способноста тие да се продадат, стануваат формите на изразување што се стекнуваат со предност. Познавањето многу луѓе површно се смета за пополезно отколку познавањето помал број луѓе подобро. Ова е причината зошто во западните култури е станато норма тоа да се смееш и да бидеш културен дури и кога не се чувствуваш така, и да кажуваш добронамерни лаги и полувистини и да се правиш дека се согласуваш со некого со кого всушност не се согласуваш. А токму ова е причината зошто луѓето учат да се претвораат дека се пријатели со луѓе што всушност не им се допаѓаат и да купуваат нешта што во суштината не ги сакаат. Економскиот систем како таков го поттикнува овој вид итрина и препреденост. Лошата страна на ваквата ситуација е тоа што на Запад никогаш не знаеш дали можеш да му веруваш на соговорникот во целост. Понекогаш ова е случај дури кога се работи за добри пријатели или за членови на едно исто семејство. Ситуацијата е таква што во западниот свет постои толков голем притисок да се биде допадлив, што луѓето често ја преоформуваат целата своја личност во зависност од соговорникот. Следното насловче, одбивањето ти го прави животот подобар. Како продолжување на нашата култура втемелена на позитивност и на консумеризам, многумина од нас се индоктринирани со верувањето дека сите би требало да се обидуваме да бидеме колку што е можно поприемчиви и позитивно настроени. Токму ова е камен темелникот на голем дел од книгите што подучуваат на така нареченото позитивно мислење. Биди подготвен за можностите што ќе ти се отварат, прифаќај ги, кажувај да на се и секому и така натаму. Но нешто мораме и да одбиеме. Во спротивен случај ќе значи дека ништо не застапуваме. Ако не постои нешто што е подобро или попосакувано од нешто друго, тогаш тоа значи дека сме празни и дека животот ни е беззначаен. А тоа би значело дека немаме никакви вредности и дека како резултат на тоа го живееме животот без никаква цел или причина. Избегнувањето на одбивањето и од аспект на оној што го дава и од аспект на оној што го прима, често ни се продава како начин што има цел да направи да се чувствуваме подобро. Но, избегнувањето на одбивањето ни дава краткотрајно задоволство, додека долгорочно не прави обезглавени и безправеци насока. За навистина нешто да цениш, мораш на тоа нешто да се обврзаш, да се ограничиш. Има едно ниво на задоволство и значење што во животот се достигнува само кога ќе минеш децении вложувајќи се во една врска, во една вештина, во една кариера. А овие децении на инвестирање не можеш да ги оствариш без притоа да ги отфрлиш алтернативите. Чинот на одбирање вредност за себе си побарува да се отфрлат алтернативните вредности. Ако изберам мојот брак да го направам најважниот дел од мојот живот, тоа веројатно значи дека избирам значаен дел од мојот живот да не бидат оргии со проститутки наполнети со кокаин. Ако избирам да се проценувам себе си според мојата способност да одржувам отворени и искрени пријателства, тоа значи дека одбивам на моите пријатели што се вели да им забивам нож в грб. Сите овие одлуки се здрави, а сепак побаруваат одбивање на секој чекор. А поентата на сето ова е следнава. На сите мора да ни е гајле за нешто за да можеме да вреднуваме. А за нешто да вреднуваме, ние мораме да го одбиеме она што не е тоа нешто. За да го вреднуваме X, мораме да го одбиеме не X. Ова одбивање е составен и неопходен дел од одржувањето на нашите вредности, а од тука и на нашиот идентитет. Не дефинира токму она што избираме да го одбиеме. А ако не одбиваме ништо, може би од страф и самите да не завршиме одбиени од некого или од нешто,
тогаш тоа значи дека во суштината воопшто немаме идентитет. Желбата да се избегне одбивањето по секоја цена, да се избегнуваат конфронтацијата и конфликтот, желбата за обидување да се прифати се еднакво и се да се направи складно и во хармонија, е длабока и суптилна форма на чувството на овластеност. А луѓето што се сметаат себе си за овластени, поради тоа што се чувствуваат како да заслужуваат да се чувствуваат извонредно цело време, избегнуваат да одбиваат што било поради тоа што така тие или некој друг би можеле да се почувствуваат лошо. А поради тоа што не одбиваат ништо, живеат невреден и саможивен живот, предводен само од желбата за чувствување задоволство и ништо друго. И гајли име само за тоа таа состојба на лесна опиеност и замајаност, во која се наоѓаат да потрае уште малку подолго, а со цел избегнување на неодминливите неуспеси во животот и претворање дека страдањето не постои. Одбивањето на една мощна, важна, суштинска животна вештина. Никој не сака да биде заглавен во врска што не го прави среќа. Никој не сака да работи нешто што го мрази и во што не верува. Никој не сака да се чувствува дека не може да го каже она што на вистина го мисли. А сепак, луѓето ги избираат токму овие нешта, постојано. Искреноста е нешто што го посакуваат сите луѓе. Но еден дел од тоа во нашите животи, да ја имаме посакуваната искреност, е постигнувањето способност за кажување и за слушање на зборот не. Всушност, на овој начин, одбивањето ни ги прави врските подобри, а емотивните животи поздрави. Граници. Си биле некогаш двајца млади, момче и девојка, чиишто семејства се мразеле помеѓу себе. Момчето, своевиден непрокопсаник, еднаш успеало да се мушне на една забава организирана од страна на семејството на девојката. Таму девојката го видела момчето и ангелите веднаш почнале да и пеат толку нежно во пределот на особено чувствителните делови на телото, што таа веднаш се влюбила во него. Туку така. Потоа, тој се провлекува во незината градина и тие веднаш решаваат да се венчаат, веќе следниот ден, затоа што знаете, тоа е најпрактичното што можете да го направите, особено кога родителите сакаат да ви се испоубијат едни со други. Одиме неколку денови нанапред. Нивните семејства дознаваат за нивниот брак и проблемите почнуваат. Маркуцио умира. Девојката е толку вознемирена што испива напивка што ќе ја успие 2 дена. Но за жал, младиот пар се уште ги нема научено ниту добрите, ниту лошите страни од добрата комуникација во бракот, па така девојката целосно заборава да му каже што било за ова на незиниот што туку станат сопруг. Поради тоа, момчето погрешно ја толкува само предизвиканата кома на девојката како самоубиство. Како резултат на тоа, умот му се замрачува и тој навистина извршува самоубиство, мислејќи дека така ќе бидат заедно во задгробниот живот и слични глупости. Потоа таа се буди од дводневната кома и гледа дека незиниот тазе сопруг се самоубил, па и таа, предводена од истите мисли и предпоставки, ги следи неговите стапки и се убива. Крај. Ромео и Јулија во нашата култура денес се смета за синоним со она што се нарекува романтично. Се смета за отелотворување на она што во културите каде што се говори англискиот јазик се смета за вистинска љубовна приказна, за еден емотивен идеал што би требало да биде сечи стремеш. Но кога ќе размислиш што на вистина се случува во приказнава, увидуваш дека всушност дечиштава се целосно луди. И само за да го докажат тоа, се убиваат. Не е мал бројот на поучувачи на делото на Шекспир, според кој тој ја напишал Ромео и Јулија, не за да ја воспева романтичната љубов, туку попрво да фрли сатиричен поглед на неа,
да покаже колку е таа апсолутно непромислена и штракната. Тој немал намера оваа драма да биде глорификација на љубовта. Всушност, тој имал наум таа да биде токму спротивното. Голем знак од неонска светилка на која постојано трепка "Одби", со полициска лента облепена околу него на која пишува "Забранет влез". Во поголемиот дел од човечката историја, романтичната љубов не била славена толку како што е тоа случај денес. Всушност, се до некаде средината на 19-тиот век, на љубовта се гледало како на една неопходна и потенцијално опасна психолошка пречка, што би можела да им застане на патот на поважните нешта во животот, например, водењето сметка за работите на фармата или тоа да се омажиш за некој што има многу овци. Порано, младите луѓе често биле насила оттргнувани од нивните романтични врски во полза на склучувањето бракови од практични, економски причини, а со цел обезбедување стабилност и за нив и за нивните семејства. Но денес ситуацијата е таква што сме сите полудени по овој вид најлуда можна љубов. Таа доминира со нашата култура. И колку е подраматична, толку подобро. При тоа, не е важно дали се работи за Бен Афлек, кој работи неуморно за тоа да уништи астероид за да ја спаси земјата, заради девојката што ја сака, или за Мел Гибсон, кој убива стотици англичани и кој фантазира за неговата силувана и убиена жена, додека го мачат до смрт, или за она самовилата која се откажува од бесмртноста за да биде со Арагорн во Господарот на прстените, или пак за некои од оние глупавине романтични комедии каде што Џими Фелон не оди на надпреварот на омилениот им затоа што на Дру Баримур е потребен токму тогаш или нешто слично. Ако овој вид романтична љубов беше кокаин, тогаш сите ние, како култура, ќе бевме како Тони Монтана во Лица со лузна, со лицата закопани во една вистинска планина направена од белиот прав и викајки на сиот глас. Поздравете се со моево мало пријателче. Проблемот е во тоа што се повеќе откриваме дека романтичната љубов и навистина е во многу нешта слична со кокаинот. Всушност, таа е слична со него во една застрашувачка мера. Имено, таа ги стимулира токму истите делови од мозокот како и кокаинот. И те опива и замајува и прави да се чувствуваш добро некое време, но во исто време и создава исто толку проблеми колку што и решава. Исто како и кокаинот. Поголемиот дел од елементите на романтичната љубов по кој трагаме, драматичните и зашеметувачки емотивни изблици на привлечност и постојаните непрекинати емоционални подеми и падови, не се здрави и автентични показатели за постоење на вистинска љубов. Всушност, тие често се само уште една форма на чувството на овластеност што се поигрува во рамките на врските меѓу луѓето. Знам, ова што го пишувам ме прави да изгледам како вистински расипувач на забави и намќор. Мислам, навистина, каков човек треба да бидеш за толку да ја критикуваш романтичната љубов, но и слушајте ме докри. Вистината е дека постојат здрави видови љубов и нездрави видови љубов. Нездрава љубов е тоа кога двајца се обидуваат да им избегаат на своите проблеми преку емоциите, што ги имаат еден за друг, со други зборови, кога меѓусебно се користат како бегство. Здрава љубов пак е кога двајца луѓе ги препознаваат и меѓусебно ги споделуваат своите проблеми и кога се поддржуваат и се обидуваат да ги решат заеднички. Разликата помеѓу една здрава и една нездрава врска се сведува на две нешта. На тоа колку добро секој од партнерите ја прифаќа одговорноста што една врска ја донесува со себе и на подготвеноста на секој од партнерите и да го напушти и да биде напуштен од оној другиот. Секаде каде што има нездрава или отровна врска, има и лошо и шупливо чувство за одговорност кај двајцата партнери, поради што присутен е и образецот на неможност ниту за напуштање, ниту на тоа да се биде напуштен. Секаде каде што има здрава врска исполнета со љубов,
Има и јасни граници помеѓу двајцата партнери и нивните вредности, поради што, ако тоа се покаже како неопходно, потенцијалната можност за напуштање на врската е секогаш отворена опција и за двајцата партнери. Овде, под граници, го подразбирам разграничувањето помеѓу одговорностите на две личности во поглед на сопствените проблеми. Луѓето што се наоѓаат во здрави врски, со силни и јасно утврдени граници, се подготвени за превземање одговорност за сопствените вредности и проблеми, но не и за превземање одговорност за вредностите и проблемите на нивните партнери. Луѓето во отровни врски, каде што овие граници се слаби или не постојат, постојано ја избегнуваат одговорноста за сопствените проблеми или ја превземаат одговорноста за проблемите на партнерот. Како изгледаат ваквите лоши граници? Еве неколку примери. Не може да излегуваш со другарите без мене. Знаеш колку сум љубоморна, мора да останеш дома со мене. Колегите ми се идиоти, секогаш доцнам на состаноците затоа што јас сум тој што мора да им кажува како да си ја работат работата. Не ми се верува дека ме направи да се чувствувам толку глупаво пред сопствената сестра. Веќе никогаш да не си ми се спротиставил пред неа. Многу сакам да ја прифатам таа работа во Милвоки, но мајка ми никогаш нема да ми прости ако се преселам толку далеку. Ке излезам со тебе, ама може ли да не го кажеш тоа на другарка ми Синди? Станува многу несигурна кога јас имам момче, а таа не. Во секој од наведените примери, личноста која говори или ја презема одговорноста за проблеми, емоции што не се нејзини, или бара некој друг да ја превземе одговорноста за нејзините проблеми и емоции. Општо земено, луѓето што се сметаат себе си за овластени, паѓаат во една од овие две замки во нивните врски. Тие или очекуваат други луѓе да ја превземат одговорноста за проблеми што се нивни, сакав да минам мирен и тивок викенд дома, а ти требаше да го знаеш тоа и да си ги откажеш плановите. Или на себе превземаат преголема одговорност за проблеми на други луѓе. Таа што туку повторно ја загуби работата, ама вината за тоа веројатно е кај мене, затоа што не ја поддржував доволно. Утре пак ќе помогнам повторно да ја напише кратката биографија. Луѓето што се сметаат за овластени ги прифаќаат овие стратегии во нивните врски, а како и се друго, и ова им помага во избегнувањето на прифаќањето одговорност за сопствените проблеми. Како резултат на тоа, нивните врски се слаби и лажни и повеќе представуваат производи на избегнување на внатрешна болка, отколку на вистинско прифаќање и сакање на нивниот партнер. А инаку, ова не важи само за романтичните врски, туку и за семејните односи и за пријателствата. Една премногу заштитнички настроена мајка може да влезе во образецот на превземање одговорност за секој проблем во животите на нејзините деца. А нејзиното чувство на овластеност потоа го охрабрува развивањето на чувството на овластеност и кај нејзините деца, при што тие растат со уверувањето дека за нивните проблеми секогаш виновник е некој друг. Ова е причината зашто проблемите во твоите романтични врски секогаш на некаков чуден и морничав начин потсетуваат на проблемите во врската на твоите родители. Кога имаш известни мрачни, нејасни области на одговорност во однос на сопствените дејства и емоции, области каде што не е јасно кој за што е одговорен, чија е вината, зашто и зошто го правиш она што го правиш, никогаш не можеш да создадеш силни вредности за себе. Твојата единствена вредност станува тоа да го правиш партнерот среќен. Или пак, твојата единствена вредност станува тоа твојот партнер да те прави тебе среќен. Се разбира, ова е поразително. И врските што се карактеризираат со вакви мрачни и нејасни места, обично завршуваат како цепелинот Хинденбург со драматичност и огнови на сите страни. Други луѓе не можат да ги решаваат твоите проблеми за тебе. А не би требало ни да се обидуваат да го прават тоа, затоа што тоа нема да те направи среќен. Ниту пак ти можеш да ги решаваш проблемите на другите луѓе, затоа што и тоа нив исто така нема да ги направи среќни.
Вистински показател на една нездрава врска е кога имаме две личности што се обидуваат да ги разрешат меѓусебните проблеми со цел да се чувствуваат добро во сопствената кожа. Здрава врска пак е кога две личности ги разрешуваат сопствените проблеми со цел да се чувствуваат добро заедно. Поставувањето на вистинските граници не значи дека не можеш да му помогнеш или да го поддржиш твојот партнер, или пак ти да бидеш оној кому ќе му се помогне и кој ќе биде поддржан. Во една врска и двајцата партнери би требало да се поддржуваат меѓу себе, но само затоа што самите ќе го одберат тоа, а не поради чувство на некаква обврзаност или овластеност за нешто такво. Луѓето што се сметаат за овластени и што обвинуваат други луѓе за нивните дејства и емоции, го прават тоа затоа што веруваат дека ако постојано се прикажуваат себе си како жртви, некогаш некој ќе дојде и ќе ги спаси, па така тие конечно ќе ја добијат љубовта која од секогаш ја посакувале. Луѓето пак што се сметаат за овластени и што на себе ја превземаат вината за дејства и емоции на други луѓе, го прават тоа затоа што веруваат дека ако го поправат нивниот партнер и ако го спасат или ја спасат, на тој начин ќе ја добијат љубовта и почита што од секогаш ги посакувале. Овие два аспекта се, да се изразиме така, јин и јанг на секоја токсична врска. Жртвата и нејзиниот спасител. Личноста што ги подметнува пожарите, затоа што тоа ја овозможува да се чувствува важно, и личноста што ги гасне пожарите, затоа што тоа пак и овозможува на оваа личност да се чувствува важно. Помеѓу овие два вида луѓе постои мощна силна меѓусебна поврзаност и обично завршуваат заедно. Нивните патологии совршено се надополнуваат меѓу себе. Во многу случаи тие растеле со родители кои исто така поседувале некоја од овие карактеристики. Па така, нивниот модел за тоа како треба да изгледа една среќна врска е моделот што се базира на чувство на овластеност и на постоење на слаби граници. За жал, и едниот и другиот не успеваат да ги исполнат потребите на оној другиот. Всушност, нивниот образец на прекумерно префрлување и на прекумерно прифаќање вина го зајакнува и го остава во оптек чувството на овластеност и чувството на никаква самодоверба, што всушност е токму она што ги држи настрана од исполнувањето на нивните емотивни побарувања. Така, оној во улогата на жртва создава се повеќе и повеќе проблеми што побаруваат решавање, а тоа не е затоа што дополнителни вистински проблеми и онака постојат, туку затоа што на тој начин ги добива вниманието и наклоноста по кој трага. Спасувачот пак решава и решава. Што не е затоа што навистина се грижи за проблемите, туку затоа што верува дека мора да решава проблеми на други луѓе, за да ги заслужи вниманието и наклонетоста за себе. И во обата случаи, намерите се себични и условени, па од тука и да се изразиме така, себе саботирачки, од што следува дека вистинска љубов во вакви услови се искусува мощна ретко. Жртвата, доколку навистина го сака спасувачот, би му рекла: "Види, ова е мој проблем, не мораш ти да го решаваш за мене. Само поддржуваме додека не го решам сама." Вакво нешто всушност би било еден вистински израз на љубов. Превземање одговорност за сопствените проблеми и непрефрлување на одговорноста за нив на партнерот. Доколку пак спасувачот навистина сака да ја спаси жртвата, тогаш тој би рекол: "Види, обвинуваш други за сопствените проблеми, соочи се со тоа самостојно." И на еден своевидно чуден и извртен начин, ова всушност би било еден вистински израз на љубов, помагање некому да си ги реши сопствените проблеми. Но наместо да се случува тоа, жртвите и спасувачите се користат меѓусебно за постигнување епизоди на емотивна опиеност и замајаност. Тоа е нешто како зависност што тие си ја исполнуваат еден на друг. Тоа е нешто како, иронично, кога се случува ваквите личности да се запознаат и да им се отвори можност да почнат да се гледаат и да излегуваат со емотивно здрави личности, ним обично им е здодевно или им недостига хемија со нив.
Тие не ги продлабочуваат односите со емотивно здрави и сигурни личности, затоа што цврстите граници на сигурниот партнер не им се доволно возбудливи за кај нив да ги стимулираат постојаните состојби на опиеност и замајаност, а кои личностите кои се сметаат за овластени ги сметаат за неопходни. За жртвите, најтешката работа на светот е тие самите да се сметаат себеси одговорни за собствените проблеми. Тие го имаат минато целиот претходен живот, верувајќи дека за нивната судбина се одговорни други. Од овие причини, тој прв чекор на преземање на лична одговорност за себе си, за нив често е застрашувачки. За спасувачите пак, најтешката работа на светот е престанувањето со превземање одговорност за проблемите на други луѓе. Тие го имаат минато целиот претходен живот, чувствувајќи се ценето и сакано само кога спасуваат некој друг. Па откажувањето од токму оваа потреба за нив е нешто застрашувачко. Ако се жртвуваш за некој за кого што се грижиш, тоа мора да биде затоа што го сакаш тоа, а не затоа што се чувствуваш обврзан или затоа што се плашиш од последиците ако не го сториш тоа. Ако твојот партнер се жртвува за тебе, тоа мора да е затоа што тој искрено го сака тоа, а не затоа што е изманипулиран од твоја страна со посредство на лутина или на чувство на вина. Чиновите на искажување љубов се искрени само кога се направени без услови или очекувања. За некои луѓе може да биде тешко да ја препознаат разликата помеѓу правењето нешто поради обврзаност, истото нешто да се направи и тоа да се направи по сопствена волја. Од тука може да се направи следниот тест. Постави си го прашањето. Ако го одбијам ова што се бара од мене, како и дали врската ќе се промени? Слично на ова, прашај се, ако мојот партнер одбие нешто што го сакам, како и дали нашата врска би се променила? Ако одговорот е дека одбивањето ќе предизвика прекумерно драматично однесување и скршени чини, тогаш тоа е лош знак за твојата врска. Тогаш тоа сугерира дека твојата врска е условена, дека таа во поголема мера се темели на површни меѓусебни дејства и гестови, отколку на безусловно прифаќање еден со друг, под што се подразбираат и проблемите што секој си ги понесува со себе. Луѓето со силни граници не се плашат од изблици на емоции, од расправа или од тоа да бидат повредени. Луѓето со слаби граници ужасно се плашат од вакви нешта и постојано се обидуваат да си го вклопат однесувањето така за тоа да се приспособува на подемите и нападовите во нивниот емотивен тобоган во рамките на врската во која се наоѓаат. Луѓето со силни и јасни граници разбираат дека е неразумно да се очекува две личности да се приспособат една на друга 100% и секоја да му ги исполнува сите потреби на оној другиот. Луѓето со силни и јасни граници разбираат дека некогаш може да се случи и да повредат нечии чувства, но дека во крајна линија тие не можат да го утврдат тоа како се чувствуваат другите. Луѓето со силни и јасни граници разбираат дека една здрава врска не подразбира меѓусебно контролирање на емоциите, туку дека секој од партнерите треба да го поддржува другиот во неговиот индивидуален раст и развој и во решавањето на сопствените проблеми. Работата не е во тоа да ти е гајле за се што му е гајле и на твојот партнер. Работата е во тоа да ти е гајле за твојот партнер без оглед на тоа за што му е не му гајле. Е тоа, душичке, е она што се нарекува безусловна љубов. Како се гради доверба? Мојата сопруга е една од оние жени што поминуваат многу време пред огледало. Таа сака да изгледа извонредно, а и јас очигледно го сакам таа така да изгледа. Навечер пред излегување, таа излегува од тоалетот по 1 час шминкање, суредување на фризурата, стокмување на облеката и што и да е сето она друго што жените го прават тогаш таму, и ме прашува како изгледа. И обично изгледа фантастично. Сепак, од време на време се случува да изгледа и лошо.
Тоа се случува кога ќе се обиде да направи нешто ново во врска со косата или пак кога ќе одлучи да носи некои чизми што некој екстравагантен моден креатор од Милано ги смета за авангардни. Но што и да е, тоа нешто едноставно не функционира. Кога ќе го кажам тоа, таа обично се нервира. И додека се враќа со строев чекор кон плакарот или кон тоалетот за повторно да направи се од почеток, и поради тоа да задоцнеме половина час онаму каде што сме договорени, исплакува еден куп сочни пцости, при што неретко неколку од нив се упатени директно кон мене. Мажите во ваквите ситуации најчесто лажат за да ги усреќат нивните девојки или сопруги. Но јас не го правам тоа. Зошто? Затоа што искреноста во мојата врска ми е поважна од тоа да се чувствувам добро цело време. А последната личност пред која би сакал да се цензурирам е жената што ја сакам. За среќа, оженет сум за жена која се согласува со мене и која сака да ги чуе моите нецензурирани мисли. Се разбира, и таа мене ми укажува на моите глупости, што е една од најважните нешта што таа ми ги понудува како партнер. Нема сомнение дека така моето его понекогаш добива по некоја модринка и јас тогаш плачам и лелекам и се обидувам да се спротиставам, но по неколку часови муртење и признавам дека имала право. И вистината е дека така таа од мене прави подобра личност, иако кога тоа се случува, кога со право ме прекорува, јас воопшто не сакам да го слушам тоа. Кога наш најголем приоритет е да создадеме услови за тоа секогаш да се чувствуваме добро, или пак секогаш да правиме нашиот партнер да се чувствува добро, во суштината никој не се чувствува добро, а нашата врска почнува да се распаѓа без ние да сме воопшто свесни за тоа. Без конфликт не може да има ни доверба. Конфликтот постои за да ни покаже кој е тука за нас безусловно, а кој само за тоа да има некаква корист од нас. Никој не му верува на човек кој на се вели да. Доколку сега овде беше Панде разочарувачот, ќе ти кажеше дека болката во нашата врска е неопходна за да ја зациментира нашата меѓусебна доверба и за да создаде поголема блискост меѓу нас. За една врска да биде среќна, и двајцата партнери мора да се подготвени за тоа и да кажуваат и да слушаат како им се кажува не. Без ова негирање, без ова повремено одбивање, границите се уриваат и проблемите и вредностите на едниот партнер почнуваат да доминираат над оние над другиот. Од тука, конфликтот не само што е нешто нормално, туку и нешто апсолутно неопходно за одржување на една здрава врска. Ако двајцата што се блиски меѓу себе не умеат да ги разрешуваат разликите помеѓу нив отворено и артикулирано, тоа значи дека нивната врска се темели на манипулирање и на погрешни толкувања, што значи дека со време ќе стане отровна. Довербата е најважната состојка во која било врска, а тоа е така од едноставна причина што без доверба врската всушност нема никакво значење. Некој може да ти вели дека те сака, дека сака да биде со тебе, дека ќе се откаже од се за тебе. Но ако не му веруваш, таквите слични изјави за тебе не значат ништо. Не се чувствуваш сакан, се додека не поверуваш дека љубовта изразена кон тебе не дојде без некакви посебни услови или некаков товар закачен за неа. А токму ова е она што е толку уништувачко околу мамењето и изневерувањето. Главната причина не е сексот. Главната причина е довербата што е уништена како резултат на сексот. Без доверба, врската веќе не може да функционира. Па така, или довербата мора повторно да се изгради, или е време да си кажете збогум еден на друг. Често добивам електронска пошта од луѓе што биле изневерени од нивниот партнер, кој им значи и со кој и покрај тоа сакаат да останат во врска, при што се прашуваат како по такво нешто повторно да му верувам или да ја верувам. Без доверба ми велат врската почнале да ја чувствуваат како оптоварување, како некаква закана, како нешто што треба да е под постојан надзор и преиспитување,
а не нешто во што треба да се ужива. Проблемот овде е во тоа што поголемиот дел од оние што ќе бидат фатени како прељубници се извинуваат и го велат фамозното нема да ми се случи никогаш повторно. И се завршува на тоа не баре пенисите паѓаат во различни шуплини целосно случајно. Многумина од оние што мамат ја прифаќаат оваа синтагма како одговор што се вели здраво за готово и воопшто не го земаат предвид тоа како нивниот партнер се чувствува во врска со сето тоа. Тие не се прашуваат себе си дали нивниот партнер со оглед на она што го сторил е добра личност со која вреди да се остане во врска. Стануваат толку обземени со тоа да ја задржат врската, што не успеваат да согледаат дека таа во суштината се има претворено во една црна дупка што ја уништува нивната самопочит. Тоа што некој некого изневерува е резултат на тоа што оној што мами има нешто што го вреднува повеќе отколку врската во која се наоѓа. Тоа може да е постигнување чувство на надмоќ. Може да се работи за некакво докажување, за стекнување чувство на вредност со посредство на сексот. Може да станува збор за едноставно препуштање на нагоните. Што и да е причината, јасно е дека оној што изневерува има вредности што не соодветствуваат со она што се подразбира под одржување на здрава врска. А ако прељубникот не го признава ова, или ако мисли дека не сторил ништо погрешно, ако одговорот што го дава е оној добро познат не знам што си мислев, бев под стрес и пијан и таа беше тука, одговор, тогаш му недостига онаа сериозна самосвест што е неопходна за разрешување на проблемите што се јавуваат во рамките на една врска. Во вакви околности, прељубникот мора да почне со лупање на собствениот со лупење на собствениот кромит на самосвесноста и да согледа кои зафркнати вредности го довеле до тоа да ја наруши довербата во врската, како и дали тој воопшто се уште ја вреднува врската во која се наоѓа. Прељубникот во суштината би требало да може самиот на себе да си го каже следново: јас сум во суштината себичен, повеќе ми е гајле за себе отколку за врскава. И да бидам искрен, речиси воопшто не ја почитувам врскава во која се наоѓам. Ако еден прељубник не може да ги изрази собствените никакви вредности и ако не покаже дека ги има надминато ваквите вредности, тогаш нема причина да му се верува и понатаму. А ако не може да му се верува, тогаш врската нема ниту да се подобри, ниту да се промени. Другиот фактор во поглед на повторното стекнување на изневерената доверба е од практична пригода. Забележување на однесувањето во тек на подолг временски период. Ако некој изневери твојата доверба, тоа што тој некој ќе ти се извини е во ред, но не е и доволно. Ќе мораш да забележиш и присуство на постојан образец на подобрено однесување. Дури тогаш ќе можеш да почнеш да веруваш во тоа дека вредностите на оној што те изневерил се подобриле и дека таа на вистина ќе се смени. За жал, исполнувањето на овој процес побарува време. Без сомнение, многу повеќе време отколку што е потребно за кршење на довербата. А за време на овој период на повторно градење доверба, постои голема веројатност нештата да бидат особено зафркнати. Од тука и двајцата партнери во врската мора да се свесни за битката во која се впуштаат. Јас овде говорам за изневерувањето во романтичните врски, но овој процес важи за прекинот во која било врска. Кога ќе се уништи довербата, таа може да се обнови само ако се случат следниве два чекора. Првиот, ако оној што е изневерил довербата признае што на вистина било причината за тоа и ќе се потруди да го смени тоа. И второто, ако оној што е изневерил довербата еден подолг временски период опстои во придржувањето на зацртаните подобрени образци на однесување. Без исполнување на првиот чекор, не би требало воопшто да дојде ни до обид за смирување. Довербата е како чинија од кинески порцелан. Ако ја скршиш еднаш, со посветување нега и внимание, можеш да ја залепиш. Но ако ја скршиш повторно, таа се распарчува на уште повеќе парчиња и е потребно многу повеќе време за да се залепи повторно. И колку повеќе се крши,
толку е поголема веројатноста да се стигне до точката кога веќе не е можно да се залепи уште еднаш. Веќе има премногу скршени парчиња и премногу прав. Постигнување слобода преку посветеност. Културата на консумеризмот е извонредна во тоа да не прави да сакаме повеќе. Под целиот тој публицитет и рекламирање лежи предпоставката дека секогаш е подобро да се има повеќе. И јас бев понесен од токму оваа премиса со години. Да се заработат повеќе пари, да се посетат повеќе земји, да се доживеат повеќе нешта, да се биде со повеќе жени. Но повеќе не значи секогаш и подобро. Всушност, вистината е токму спротивното. Всушност, често се случува да сме посрекни со помалку отколку со повеќе. Кога сме соочени со премногу можности и опции, страдаме од она што психолозите го нарекуваат парадокс на изборот. Се работи за следново. Колку повеќе опции имаме пред нас, толку сме понезадоволни од она што ќе го избереме, затоа што сме свесни за сите други опции што може да ги оставиме неисполнети. Така, ако можеш да одбираш помеѓу две места на живење и избереш едно, веројатно ќе се чувствуваш уверен дека си го направил вистинскиот избор. Ќе бидеш задоволен со својата одлука. Но, ако треба да избираш каде ќе живееш меѓу 28 места и ако избереш едно, според на споменатиот парадокс на изборот, веројатноста е голема дека може да минеш и години во агонија, двоумења и преиспитувања, прашувајќи се дали си го направил вистинскиот избор и дека навистина ја туркаш до максимум сопствената среќа. И оваа анксиозност, оваа желба за сигурност и совршенство и успех ќе те направи несреќен. Па што да правиме? Ако си, например, како што порано бев јас, ќе избегнуваш да избираш што било. Целта ќе ти биде да си ги одржуваш опциите отворени, колку што е можно подолго. Ќе го избегнуваш обврзувањето. Но додека инвестираме многу во една личност, во едно место, во една работа, во една активност, тоа може да не лиши од еден широк диапазон искуства што ги посакуваме. Додека оваа опсежна потрага по голем број искуства не лишува од можноста што ја понудува искусувањето на нешто подлабоко и суштински. Има искуства што може да ги доживееш само ако живееш на едно исто место 5 години, ако си во врска со една личност повеќе од една деценија, ако усовршуваш една иста вештина, способност или занает половина од животот. Сега, во третата деценија од животот, конечно го разбирам тоа дека посветеноста на некаков посебен начин ми понудува едно вистинско богатство од можности и искуства од кои инаку би бил лишен каде и да одам и што и да правам. Кога си во потрага по голем број најразлични искуства, по некое време секоја нова авантура, нова личност или предмет се доживува се послабо. Кога никогаш претходно ја немаш напуштено родната земја, првата земја што ќе ја посетиш, во тебе поттикнува едно огромно поместување во перспективата, затоа што почетната основа од која тргнуваш во споредувањето ти е особено ограничена. Кога пак ќе посетиш 20 земји, во 21-та ќе најдеш нешто што малку се разликува од сето она во претходните 20. А кога ќе имаш посетено 50 земји, тоа нешто во 51-та што се разликува од она во претходните 50 е од уште помал опсек. Истото важи и за материјалните добра. Парите, работите, пријателите и романтичните сексуалните партнери, за сите никакви површни нешта што луѓето ги сметаат за вредности. Колку си постар, колку си поискусен, толку секое ново искуство те погодува се помалку. Првиот пат кога пиев алкохол на забава беше возбудливо. 100-тиот пат беше забавно. 500-тиот пат чувството беше како да се работи за нормален викенд. А 1000-тиот пат беше здодевно и неважно. Нешто што за мене лично беше најважно во текот на последниве неколку години беше откривањето на способноста за обврзување и посветеност. Имено, јас избрав од животот да отстранам се, освен најдобрите од најдобрите луѓе и искуства и вредности. Престанав со сите други работи и бизнис проекти и одлучив да се фокусирам само и единствено на пишувањето. Од тогаш,
Мојата интернет страница се стекна со популарност поголема отколку што кога било би можел да си предпоставам дека такво нешто е можно. Се посветив на долга врска со една жена и на мој изненадување ова го чувствувам како нешто повредно од сите други флиртови, состаноци и краткотрајни љубовни афери од минатото. Се посветив на живот на една географска локација и двојно ги намалив моите и онака малобројни значајни вистински здрави врски со други луѓе. А она што го открив е нешто целосно спротивно на она што би го кажала интуицијата. Тоа дека во обврзувањето и во посветеноста има слобода и ослободување. Пронајдов поголеми можности и пригоди во одбивањето на алтернативите и нештата што ми го одвлекуваат вниманието во полза на она за што одлучив дека има вистинска вредност за мене. Посветеноста ти дава слобода затоа што вниманието веќе не ти го одземаат неважни, невредни нешта. Посветеноста ти дава слобода затоа што ти го одржува вниманието и фокусираноста, устремувајќи ги кон она што е најефикасно за да бидеш среќен и здрав. Посветеноста го прави донесувањето одлуки полесно и ги отстранува сите стравови во поглед на тоа дека би можел нешто да пропуштиш. Кога знаеш дека она што веќе го имаш е доволно добро, зошто и понатаму би се нервирал за тоа повторно да трагаш по секогаш повеќе и повеќе. Посветеноста ти дозволува на вистина да се фокусираш на мал број многу важни цели и така да постигнеш повисок степен на успех отколку што тоа би било можно во друг случај. На овој начин, одбивањето на алтернативите не ослободува, одбивањето на она што не соодветствува со нашите најважни вредности, со она што сме одбрале да го цениме и вреднуваме, одбивањето на постојаната трка по широчина без длабочина. Да, широкиот опсег искуства веројатно е неопходен и пожелен кога си млад. На крајот на криштата мораш да излезеш таму надвор во светот и да откриеш што изгледа вредно за да се вложиш во него. Но златото е закопано во длабокото. Па така, мора да останеш посветен на нешто и да копаш длабоко за да го откопаш. И ова важи кога станува збор за врските, за кариерата, за градењето на извонреден стил на живот. За се. Чао!